Добро утро и од мене во Утрински печат. Денес разговараме за најгорливата тема во македонсково општество, тоа е македонското образование. Наш и ваш денешен утрински гостин е професор доктор Атанас Кочов, еден од кандидатите за ректор. Добро утро, професор. Добро утро, Валентина. Добро утро на гледачите на Слободен печат. На 30 мај се одржуваат избори за највисоката функција академска, да кажем, во нашава држава. Се бира ректор, има 6 кандидати, вие сте еден од професорите кои што се кандидиравте. Проблемите со македонското образование познати ни се на сите, почнувајќи од основното образование, секој министер си носи своја програма. Во средните образование, во средното образование постојано се прават некакви промени. Од пред известно време, од пред 10 години, тоа стана обавезно во нашава држава, меѓутоа нема некои, да кажам, ефекти од сето тоа. Факултетот, иако не е обавезен, не е задолжителен во нашето образование, по дефолт некако сите средношколци се запишуваат на факултет, се воведе дуално образование во меѓувреме, меѓутоа ефектите државава не ги гледа. Она што е добро заминува од државава. Еве, кажете ни, која е вашата цел што се кандидиравте за највисоката функција во високото образование? Благодарам. Многу убаво елаборирано прашање и со факти за состојбата која што сега е во Република Македонија. Она што морам да го споменам, бев поттикнат да се кандидирам бидејќи видов дека најпрво квалитетот на високото образование навистина паднат долу и тоа се гледа. Вчера беше објавена и новата листа во која што се види дека имаме повторно пад на рангирањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Втората работа е дека нема доволно финансиски средства за да може да се одвива наука и истражување во рамките на универзитетот. Тоа значи дека за да имаме квалитетно образование мораме да имаме паралелно и развој на науката и на истражувањето. Ние мораме да обезбедиме и услови нашите студенти да поминат дел од своето образование и во лабораториите, да бидат дел од истражувачкиот процес, да ги стекнат оние вештини кои што се навистина неопходни за да потоа бидат имплементирани во рамките на она што значи реално производство. Стандардот на вработените е на најниско ниво во овој момент. И ако споредите платите на вработените на Универзитетот Свети Кирил и Методи, она просечна плата што ние имаме како професори е помала во однос на платите кои што ги има во другите универзитети во Македонија. Одвојувањето зборуваме за Македонија. Така е, за Македонија. А да не зборам за регионот. За регионот знам дека платите се 3 до 4 пати повисоки. Драстично помали се. Да речеме, мојот колега, редовен професор на истата катедра во Црна Гора има плата од 2900 евра. Но не се, тоа е друг проблем, тоа е горлив проблем кој што мора да се реши со финансирањето на високото образование. Внимавајте, стандардот на студентите е навистина паднат. Погледнете ги домовите, погледнете ги условите во кои што творат. Тоа значи дека универзитетот како универзитет треба да се грижи за своите студенти. Значи постојат форми со кои што може да се помогне да се подобри стандардот на студентите. Од тие причини, гледајќи дека работите навистина не одат на добро, како реализиран човек на 58 години, решив да пробам овие мои идеи кои што ги имам, да ги реализирам преку тимот, меѓутоа не велам еден, двајца или тројца. Тоа мора да биде тим од сите вработени науки. Треба да бидеме едно, бидејќи тој дом е дом за сите нас, не само за нас професорите, асистентите и вработените науки, туку е дом на сите студенти. А пазите, тоа е голема маса на луѓе, тоа се над 30-40 илјади луѓе само во прв циклус на студија, да не зборуваме за она што значи втор циклус на студија, што значи трет циклус на студија и така натаму. Така да тие беа причините со кои што ме натера уште еднаш да одам во оваа кандидатура за ректор и да пробаме да промениме нешто и да имплементираме некои од проектите. Спомнавте финанси. Од она што можев официјално да го видам, што е достапен документ, ректоратот во секоја година добива 90 милиони евра на својата сметка, од кои што околу 10 милиони се за развој. Од тие 10 милиони за развој, имам инсайдерска информација дека еден од природните факултети има добиено само 5000 евра. Кажете ми, имаме ли ние транспарентност некаква, каде се трошат овие пари кои што ги има ректоратот, бидејќи од овие 90 милиони, да не се разбереме погрешно, да не разбере јавноста, од овие 90 милиони се земаат и платите на професорите.
Меѓутоа, велите дека платите се различни, мислам и она што јас го знам, значи професор редовен, со вашиот колега Зуки Поповски пред минатата недела разговаравме и ми даде еден податок дека имаме најмногу редовни професори во Европа, ако не и во светот. Меѓутоа, вие сте на различен ранг. Ако еден професор, да кажам, на факултетот за земјоделство и храна, редовен професор зема 700 евра, на економски факултет тие плати стигаат до 2000 евра. Како може, ако платите и, мислам, ако сумата која што ја одвојува ректоратот е иста за сите факултети, како се прави ова разлика во плати кај редовните професори? А да не зборувам, нели, кај доцентите, кај асистентите, кои што почнуваат, допрва почнуваат, значи, академски да се дообразуваат. Начнавте неколку теми и тие се навистина интересни теми, посебно денеска, во денешно време се многу интересни теми. Прво, за да имаме транспарентно работење на ниво на Универзитетот Свети Кирил и Методи, ние мораме да имаме внатрешен ревизор. Ние внатрешен ревизор немаме во последните 3 години. Тоа јасно покажува дека УКИМ и оваа гарнитура што е сега не сака транспарентно да работи. Јас тоа јавно морам да го кажам за жал. Затоа што, внимавајте, внатрешниот ревизор е контролор на она како средствата се трошат. Кои што ги одвојува Ние го владата. немаме. Значи, колешката, не знам од кои причини, може би намерни, може би ненамерни причини, не навлегувам во тоа, меѓутоа и беше даден отказ. Вие 3 години да не вработите ревизор, па ако треба и од собствени средства да го плаќате, тоа е нонсенс. Во таа насока и во својата програма ставив дека УКИМ мора да има транспарентно работење, посебно во делот на финанси. Не само оние средства кои што УКИМ ги добива од државата, туку и оние средства финансиски што УКИМ ги добива од апликативната дејност што ја имаме, од оние средства што УКИМ ги добива од меѓународните проекти, бидејќи внимавајте, сега УКИМ задржува 5% од оној така наречен оверхед на меѓународните проекти. Значи тоа апсолутно е спротивно на сите норми на Европската унија за менаџирање на проектите. А пазите, УКИМ нема канцеларија за меѓународна соработка. Имаше една колешка која што замина во пензија. Па за какво менаџирање на тие проекти зборуваме? Каде одат тие средства? На што се исплаќаат? И кој ги зима? Тоа ништо не знаеме. А тоа ревизорот може да ни го каже. Она кое што е значено, тука мораме да бидеме многу реални. Другите универзитети во Македонија почнаа како интегрирани универзитети. Ние како УКИМ не сме целосно интегрирани како универзитет. Тоа значи дека сите факултети имаат посебен начин на работење. Но се тоа оди преку трезорската сметка. И тоа е исто така нешто што е голема пречка во работењето. Зошто тоа го велам? Затоа што вие може да имате средства кои што ќе ги добиете од апликативна дејност, а да не можете да ги потрошите. И на крајот од годината ќе ви останат, бидејќи некој во Министерството го работи буџетот и ќе ви одреди ставка дека немате право да ги искористите тие финансиски средства до крајот на годината. И тие остануваат блокирани. Што се прави следна година со тие пари? Ќе ви земат данок 10%, ќе ви ги префрлат во наредната година. И тоа не е во ред. Од токму тие причини велам и секогаш кога настапувам, после 35 години работење на УКИМ, УКИМ е стожерот на државата. УКИМ е државотворна орган на државата. Сите кои што произлегле како кадар во оваа наша Македонија се во суштина луѓе кои што, да речеме до пред 10 години беа сигурно 100% од кадри кои што се произлезени од Универзитетот Свети Кирил и Методи. После тоа дојда и други јавни универзитети и приватни универзитети и така натаму. Тоа значи дека начинот на работењето и на финансирањето на оваа традиција, ризница која што е и на науката и на културата во Македонија мора да биде регулирана со посебен закон, односно да влезе во законот за високото образование и да биде финансирана, и како тим, како УКИМ мораме да се избориме тоа да го направиме. Бидејќи едноставно не можеме да одиме напред како држава ако го нарушиме високото образование на најголемиот, најстариот, најдобриот универзитет со најголем број на студенти. Се уште сте универзитет со најголем број на студенти, меѓутоа на Шангајската листа драстично паѓаме последниве 10 години. На кое место сме сега? Имаме ли таков податок? Вака, на Шангајската листа не нема. Во суштина, тука да не се залажуваме, официјално е оние кои што се до 1000-то место, а се после тоа веќе и не е ни значено. Погледнете ги комшиите кои што се во регионот, сите се веќе над нас, нагоре одат. Тоа значи не само објавување на научни трудови. За да објавите научни трудови треба да имате проекти.
Треба да имате наука, треба да имате истражување. На ниво на држава ние немаме национални научно-истражувачки проекти неколку години поред. Тоа значи дека државата не се грижи за науката и истражувањето. Тоа е првиот сегмент. Вториот сегмент е дали како универзитет ние ќе подпишеме стратешки договори со значајни институции во Европа. И не само во Европа, туку и во светот. Една од целите која што е кај нас во мојата програма која што е дадена, тоа е дека ние како универзитет мораме да имаме стратешки договор со Европскиот истражувачки центар или така наречениот Joint Research Center на Европската унија, кој што има во 7 градови во Европа, има центри за истражување кои што може нашите истражувачи да ги користат. Меѓутоа, ние немаме ниту еден. Ние немаме ни подпишано договор стратешки со нив, иако тоа беше понудено на универзитетот. Пазите, Србија во моментов има 21 истражувачи од универзитетот во Белград во тие лаборатории. Ние како УКИМ немаме ни еден. Имаме само еден колега. Од каде се Не се подпишува стратешкиот договор, а пазите, вложувањата се минимални. Значи, апсолутно минимални. Вие треба само да ги финансирате патот и сместувањето на вашите колеги. Другото е све решено и материјалите ќе бидат слободни истражувањата, се разбира од страна на Европскиот истражувачки центар. Тоа е една работа. Втора работа која што навистина мора оние средства кои што доаѓаат од недвижниот имот на УКИМ. УКИМ е богат како универзитет, односно има дадено, државата му има доделено на користење голем имот. Меѓутоа, начинот на кој што се управува со тој имот е многу значајно. Дали работат на него универзитетските професори, зборам за своите докторати и магистерски трудови, или тоа оди под концесија се издава? Што се прави? Вие имате ли некаков увид, зборам како? Апсолутно никаков увид. Она што го дознавме сосема случајно од колешката на претходното интервју кога бевме заедно, дадени се под концесија, јас прашав добро каде се финансиските средства од таа концесија. Нели, ако некој што дадете под концесија, треба да имате финансиски средства, да видиме каде се тие пари, нели? Меѓутоа, токму таа причина велам, внатрешниот ревизор ќе ни укажеше каде одат сите тие средства, не само од тие концесии, туку и воопшто од начинот на управувањето на имотот на УКИМ. Внимавајте, ако имаме толку многу имот, зошто не влеземе, денеска е 21 век, ние можеме да влеземе во јавно-приватно партнерство. Така. Нас партнер, кој ни е на крајот од денот, нас партнер ни е стопанството. Нас ни е партнер, услужните дејности ни се партнер. Ако ние произведуваме како држава или како универзитет кадар кој што ќе се вработи не само кај странските инвеститори, ќе се вработи кај домашниот реален сектор, ќе се вработи во услужните дејности, во медицинските центри, зарем ние не можеме денеска да склучиме договори за јавно-приватно партнерство за заеднички вложувања и во наука и во истражување во лаборатории. Пазите, имаме природни науки кои што не добиле материјали за лаборатории. Токму тоа ми беше и следното прашање. Значи имаме лаборатории кои што чинат над 2 милиони евра, нема кадар во нив кој што работи, стојат буквално така, ќе застаре опремата. Луѓето немаат пари за реагенси. Значи се случува доколку сакаат да изработат нешто, да даваат пари од свој џеб, буквално ако изработуваат магистерски или докторати, под услов да добијат одобрение од деканот на соодветниот факултет да ја користат лабораторијата. Меѓутоа, сите тие истражувања се на негов грб, да кажем. Одлично, ова што го потегнавте, ќе ви кажам зошто. Во ек на пандемијата имаше конкурс од ФИТАР за иновацијски ваучери. Имавме добиено, односно добив како главен истражувач заедно со студентите 2 иновацијски ваучери за развој на прототип за потребите на Раде Кончар АД Скопје и за смелтинг. Да развиеме нов прототип на производи, изолатори за смелтинг и за Раде Кончар канали за полегнување на кабли во градежништвото, што е на некој начин нов иновативен производ и хит. Внимавајте, во 2005 година, преку USAID програмата, ние добивме 3D принтер на Машинскиот факултет во Скопје. Не можевме да дојдеме да купиме материјали, бидејќи едноставно не излегува во пресрет. Нити факултетот, нити универзитетот. Од компанијата беа спонзори за да го купиме материјалот, за да можеме да го направиме истражувањето. На кое ниво се сведовме? Значи, добивме и апарат, и реагенс практично, односно потрошен материјал. Така. А денеска, и од таа гледна точка, многу е важно да го зајакнеме тоа партнерство со стопанството. Ако гледаме дека државата не ни излегува во пресрет, а не излегува во пресрет, и тоа е факт дека не излегува во пресрет, ние мораме тогаш да наоѓаме алтернативни решенија. Мораме да излеземе од ова
Дупка во која што нема финансирање на науката и на истражувањето. Пазите, еве од тие 2 иновацијски ваучери излегува 3 магистарски труда, излегува 7 објавени трудови од страна на студентите магистранти, излегува 5 дипломски работи. Тоа е она кое што ќе го стимулира младиот кадар да оди напред. И ние мораме да се грижиме за нив, бидејќи така подготвени ќе го најдат своето место и во компаниите и ќе ги задржиме назад. Мислам дека е доста да спремаме и со тие малку ресурси што ги имаме, да спремаме кадар кој што утре ќе ни замине во странство. Тој дрейн мораме да го сопреме. Ние сега треба да рачунаме на она што е новото, како да ги привлечеме да се вратат назад, како ќе им формираме услови на ниво на држава да ги вратиме назад и да ги затоа што пазите, ако го уништите образованието, го уништите здравството гледаме дека е пред колапс, тоа значи дека ако уште образованието го уништиме, тоаш двата столба на кои што се темели државата ќе ги снема. Спомнавте враќање на студентите. Ние имаме голем проблем и со запишување на студенти по факултети. Ако порано на, не знам, по природниве науки се запишуваа по 300-400 студенти, сега оваа бројка се десеткуваше па се запишуваат по 30-40. Предпоставувам дека и на машинскиот факултет е така. Од друга страна, на Финки, кој што нема зграда, ќе го спомнам еве како една професија на иднината, условно кажано, таму има 1500 студенти се запишуваат. Се запишуваат и 2000 студенти. Практично секој кој што ќе аплицира се запишува. Так. Се случува да студенти стојат од надворешната страна на предавалната, па запишуваат предавања, белешки фаќаат и од нив дипломираат 100, да кажам, во една година. И од тие 100 пак 50 ни заминуваат во странство или работат за странски фирми. Како да ги натераме студентите, бидејќи колку што сум информирана, секој факултет сам си прави промоција. Тука УКИМ воопшто, значи професорите од матичниот факултет одат по средните училишта и ја промовираат програмата, односно им кажуваат на студентите што практично ќе студираат и каква титула ќе завршат. Мислам ќе добијат по завршување. УКИМ не вложува ниту денар овде. Како да ги вратиме студентите на УКИМ, бидејќи имам керка на таа возраст, се запишуваше на факултет пред 3 години, никој од студентите не знае дека УКИМ е стожер на македонско образование. Сите некако полесно се определуваат за Штипски, за Гоце Делчев, пошто 5 универзитети имаме во државава. Или одат на приватни факултети, кај што секоја чест за исклучоци, меѓутоа дипломата на некои од нив се купува и ако се декларираат како најдобри, мислам, во држава. Имаме ли начин, значи тоа ми е прашањето, да ги вратиме студентиве во клупите на УКИМ, на факултетите кои што имаат простории за тоа? Така. Или да го намалиме бројот онаму каде што нема каде да седнат? Така е. Видете, УКИМ мора да има стратегија за развој. УКИМ нема стратегија за развој, тоа е најжално. Ако отворите на веб страната на УКИМ, ќе видите дека стратегијата која што е сега активна е од 2019 до 2023 година. Па пазите, ние не можеме УКИМ како стожер на државата, како национална традиција, како ризница да го ставиме без долгогодишна стратегија за развој и позиционирање во рамките на државата. Еве, сега завршува мандатот на актуелниот ректорат. Тоа значи дека сега новиот што ќе дојде ќе треба да прави стратегија за наредните 5 или 10 години. Веројатно да. Веројатно да. Се сведува на тоа. Токму од таа причина ние ја подготвивме како тим, ја подготвивме таквата стратегија. Зошто? Не можеме да дозволиме факултет кој што е со најголем број на студенти во дадениот момент, 4000 студенти се на Финки вкупно, да немаат објект, да немаат училни, да немаат лаборатории собствени, да бидат во простории кои што ги имаат најмено од технолошко-металуршко, машинскиот факултет или од електротехничкиот факултет, а зградата тамо стои. Па ако сме најдобри и најквалитетни, во 7 години ќе се изборевме таа зграда да ја доделиме, па ако требаше и нова зграда да изградиме. Нема, таа зграда е веќе пропадната, така да тие трошоци покрај таа зграда, ако погледнете таму и спортската сала која што беше направена, па е пропадната, украдена, па дури сега се правеле пресметки колку е таа зграда оштетена, а пазите, има обезбедување во рамките на УКИМ кое што е 24 часа. Како може некој, ако има обезбедување, да влезе да го уништи објект? Тоа значи обезбедувањето, зашто го плаќаме и каде оди? Не е. Она што е важно, ние мораме да имаме стратегија со која што ќе дефинираме и кои се областите или кои се дисциплините кои што треба да ги негуваме и кои што значат многу за Македонија во развојот на Македонија.
Пазите, вие не можете да немате студенти по македонски јазик и литература. Не можете да немате студенти на биологија, не може да немате на географија, не може да немате студенти на земјоделски кои што се значени. Зошто ова го велам? Ние имаме обврска од Европска унија, согласно поглавието 20 и 25, да направиме стратегија за паметна специализација. И без тоа, ние преговорите не можеме да ги тераме. Таа стратегија се работи веќе 6 години. Се работи на база на квантитативни податоци, статистички податоци, колку имаме наука, колку имаме истражување, колку имаме објавени трудови. Така. Се на база на квалитативна и на база на процес на предприемачко учење. Знаете дека во Македонија немаме патент во последните 7 години? Овој податок не го знаев ја. Еве, проверете, ќе видите. Значи, нас како тим што ја работиме таа стратегија, сме 4 колеги во последната фаза од Универзитетот Свети Кирил и Методи, ангажирани преку Светска банка. За нас беше поразително. Знаете дека вложувањата во наука и истражување на ниво на држава ни се под 0,2%, односно 0,1%, а ако го одвоите парчето за наука, па тоа е кој знае колку 0,0 нешто. Тоа значи дека грижата за стратешкиот развој од аспект на дисциплините мора да биде наменето. Ние имаме 1500 програми по научни области. Па кажете ми една држава која што има толку студиски програми. Еве, нека бидат 500, нека бидат 300. 300 студиски програми во рамките на УКИМ или 500 студиски програми е премногу. Имаме студиски програми во кои што со години не се запишува студент. Зошто? Треба да се прашаме зошто. Значи треба да имаме и критични, ама треба да имаме и самокритични. Добро, какво решение еве следното гостување се надевам дека ќе ми биде како ректор на УКИМ. Некоја препорака, значи некое решение, паѓа студентски стандард, во студентските домови нема основни елементарни услови за живот, платите на професорите ги спомнавме претходно, има ли начин да се намалат бројот на студенти онаму каде што има навалица да се зголемат онаму, значи што ќе се смени доколку во идно време, значи идно време за 10 на 15 дена се изборите, да видиме во столчето на ректор на универзитетот. Видите, најпрво, она кое што и сега е сработено, досега на база на истражувањата кои што сме ги направиле, е дека еден човек ова не може да го направи. Не може да го направи еден човек со 3 или 4 проректори. Так. Ова мора да биде цел тим, ова мора да биде целиот УКИМ, бидејќи УКИМ е еден и единствен. Тоа значи дека критичната маса треба да произлезе од рамките на сите вработени на УКИМ и да ги сослушаме и да ги видиме уште еднаш, да се провериме дали она што го предлагаме е добро или не е добро. А тоа што значи? Тоа значи дека најпрво треба да го подобриме стандардот на вработените и на студентите. Студентот наш мора да биде партнер. Ние мораме да му пружиме рака. И треба да видиме што студентите во суштина преку процесот на евалуација и самоевалуација имаат кажано, што е она што е недостаток од страна на нас како професори, како вработени на универзитетот. Втората работа која што е, средствата кои што се внатре во рамките на универзитетот, тие мора да бидат рамномерно распределени согласно стратегијата, согласно потребите, реалните потреби на факултетите. Не можеме, затоа што на некого му текнало во последниве 2-3 месеци, на одредени факултети ќе им дадам 5 милиони, на други ќе им дадам 10 милиони, на трети ќе им дадам 20 милиони за инфраструктура. Значи тоа мора да биде стратешко планирање, така, за да имаат треба, услови за работа. така. Апсолутно, и тоа мора да биде согласно одредени планови. И токму таа причина, велам, УКИМ мора да има финансиска независност на ниво на држава. Ние не можеме да бидеме врзани преку трезорската сметка. Ние мораме да се избориме, првото што треба да го направиме, тоа е да се избориме кој да биде на власт, да се избориме како УКИМ, како тим, да бидеме надвор од трезорското работење, за да можеме и со сопствени средства да си ги обезбедиме, условите за подобро работење. А она кое што е многу значајно, тоа е дека мораме да почнеме онаа соработка со стопанството и со невладиниот сектор и со она што се услужните дејности да биде на многу повисоко ниво. Пазите, законот дозволува да речеме и стручни студии. Го споменавте вие пред малку дуалното образование. Да. Не сите продолжуваат на факултет денеска во светот. Меѓутоа, ако се вработи со дуално образование, вие како универзитет треба да му обезбедите и стручно усовршување кое што ќе трае 1 година или ќе трае 2 години. И тоа мора да биде во соработка со стопанството. Тоа мора да бидат студиски програми кои што ќе бидат дел практична настава, дел ќе бидат она што значи
настава од вработените професори. Ние мораме да преидеме на мултидисциплинарност. Ние се заградивме во нашите лушпи, односно во она што е наш сектор и тука се држиме. Да. Тоа е нешто што денеска светот не може да го препознае. Значи ние имаме природни науки, биологија, хемија, физика и така натаму, сите кои што се. Зарем тие не можат со техничките науки заедно во одредени истражувања да дадат резултати за фармација, да дадат резултати за медицина. Па денеска, ако погледате медицината, не може да обстои без современа опрема која што базира на современи технички решенија или информатички решенија, ама во меѓувреме треба да пазиме и она природните науки како тие истражувања ги прават. Еве ние имавме предлог за НАТО проект заедно со колеги од Природно-математичкиот факултет, од Медицинскиот факултет и од Машинскиот факултет за добивање на прототип за бионичка рака. И тоа е она кое што треба денеска да се форсира и кое што треба да се запазува и да се негува во рамките на универзитетот, ако сакаме да биде современ универзитет, ако сакаме да биде европски универзитет. И ние не треба да трчаме по Европа, ние треба Европа да донесеме во нашите редови. Тоа е она кое што ако ние ги подпишеме овие стратешки партнерства со Европската унија како универзитет, велам, не како држава, државата нека се тера политиката. Политиката треба да биде надвор од универзитетот. Но ние како универзитет, ако ги подпишеме овие стратешки договори, тогаш ние нема да имаме проблем да дојдеме до одредени дополнителни фондови од аспект на наука и истражување. И за крај, професоре, уште едно прашање на кое што би сакала ваш одговор. Македонија е единствена земја во Европа која што вложува во образование на студенти надвор од државава. Значи имавме многу деца кои што докторира по светски универзитети, Кембридж, Оксфорд, меѓутоа по нивното враќање јако има обврска да се вратат во државава и да работат 5 години овде кај нас. Ниту еден од тие студенти не беше повикан на матичниот факултет како професор да остане да го пренесе своето знаење. Скоро сите завршија во приватен сектор. Може би има некои кои што останат, меѓутоа јас не го знам. Сите се во приватен сектор. Коментар за ова. Од каде отпорот за деца кои што имаат странски дипломи да се вработат во наши државни институции? Да, ова е прашање кое што и во последно време многу се експлоатира и во медиумите. На база на она што го кажав минатата сабота на едно од интервју. Пазите, уште еднаш ќе кажам, Македонија беше единствена држава во светот. Ако да речеме дека не била во светот, ама во регионот и во Европа, која што во целост ги финансираше студиите на наши деца на прв, втор или трет циклус, доколку се запишат на еден од првите 50 универзитети во Шангајската листа од општествените науки или на првите 100 од оние што со техничките науки. Сите тие деца мислам дека беа некаде околу 170 деца вкупно. Внимавајте. Сите тие имаа обврска да се вратат во државата и да бидат на располагање. И тие се вратија, бидејќи тоа има обврска да се вратат. Меѓутоа, ако вие во периодот дека стојат на располагање не ги искористите, тоа значи дека не се грижите за нив. Иако сте вложиле пари за Иако сте вложиле пари. Многу мина од медиумите го злоупотребија тоа, бидејќи го дадов примерот со моето дете. Не е моето дете во прашање. Во прашање се сите тие 170 квалитетни деца. Да влезете вие на еден од првите 50 универзитети во светот, треба да имате висок број на бодови на GRE испитот, мора да имате висок број на бодови од TOEFL, кои што во себе содржат и логика, и математика, содржат и изразување и литература и така натаму. Тоа значи дека вие сте го дале најдоброто и тоа најдобро вие треба да го внесете назад во системот. И не треба ние да се плашиме од конкуренција. Пазите, сум бил на докторски во Америка, сум бил на постдокторски во Америка, визитинг професор во Германија сум бил во Мексико визитинг, сега работам во Црна Гора. Па сите универзитети се гордеат со кадарот кој што го имаат вратено назад во рамките на ова. И стрдечно им препорачувам и на сите, не се работи за моето дете. Се работи за 170 деца кои што треба да ги искористиме. Зошто? Затоа што да поминете вие одреден дел од животот во странство. Вие стекнувате и други дополнителни вештини. Вие стекнувате пријателство, вие правите вмрежување. Вие сте тие кои што ќе имате утре кога ќе дигнете телефон на кого да му се обратите. И за помош, и за заеднички проекти така натаму. И ние како универзитет, и не само УКИМ, туку и сите универзитети во Македонија, тој кадар треба да го искористат.
Сега веќе можеби е поминато времето, мислам дека Министерството веќе и прекина да ги финансира да. тие програми. Меѓутоа, треба да се направат напори да тие кои што докторирале или магистрирале или завршиле факултет на странските универзитети да бидат дел од алумни асоциацијата која што ќе се грижи за наредните генерации и која што ќе им обезбеди на наредните генерации еден дел од својот живот да го поминат на нив. Ние имаме врвни професори кои што биле завршиле на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а сега се во странство редовни професори. Па тие линкови ние мораме, не со еден-два, ние треба да ги имаме базите на податоци на сите нив и да ни бидат, ако ништо друго, некој од нив можеме да ги прогласиме во почесни професори или визитинг професори на универзитетот и на тој начин да се допринесеме и во подобрување на рангирањето на нашиот УКИ. Професоре, остана неодговорени многу прашања кои што планирав да ви ги поставам, меѓутоа времето ни е кратко. Се надевам дека за кратко ќе се видиме од еден друг аспект. Да се надевам. Да, како ректор на УКИМ. Ви благодарам уште еднаш, а ние понатаму продолжуваме со реклами. Ви благодарам и вам.